Речиси 6 часа единствената врска помеѓу Источна и Западна Македонија Плетвар беше под тутунарска блокада. Производителите на жолтото злато се крајно незадоволни од односот на откупувачите и од утре протестите ги шират и во источниот дел на државата. Имаме денеска протест во Велес, имаме протест во Конче, имаме проблеми во Струмица и во Радовиш, каде луѓето се одбиваат да протестираат. Значи, барат организација поголема. Ние утре ќе присуствуваме во Струмица и во Радовиш да ги охрабриме. Имаат проблеми луѓето, се одвраќаат од полиција, по кои причини не знаеме, меѓутоа утре ќе појдеме на терен и тоа да го разрешиме. Состојбата во делот од купните пунктови не ја променија ниту средбите со министерот, ниту ветувањата. Сега бараат писмени гаранции дека договореното и навистина ќе се реализира. Нашата мака ние сакаме само да се плати, ништо друго. Не сакаме да го земат тоа што е квалитетно и убаво, тие го земаат у четворки, у тројки, а знаеме поминативе години како беше, дека беше се прва, втора, разбираш. Ние сега не бараме нешто што е втора да оди у прва, ама не даваме и нешто што е втора да оди у четврта. Писмени гаранции за тоа што се договоривме во Скопје. Значи 5% одбиток максимален. Да се откупи секој килограм тутун во државата и тие што го викаат како вишок по реална цена. Значи, според квалитет на тутун. Флексибилна линија на откуп како прошлата и предпошлата година. За утре тутунопроизводителите имаат закажано нова средба со министерот, но сега тие сакаат да се обратат не само пред него, туку и пред парламентот. Значи да не се слушат сите претеници, премиерот, влада, значи да не остане хаос голем, значи пред да стане хаосот, значи да се не се слушат. Последна шанса да се смири незадоволството е за утре, закажаната средба со министерот Хоџа. Ако добијат писмени гаранции за барањата, тутунарите најавија прекин на протестите. Во спротивно се заканија со радикализација, зголемување на часовите на блокада и протести низ целата држава.